почитуван министер за транспорт и врски Благој Бочварски, почитуван директор Рустеми, почитуван градоначалник на Крива Паланка, тука е. Не го гледам. Ама ќе дојде сигурно доста. Сега може и побрзо да стигне, затоа што е готов половина пат. Почитувани наши сограѓани од Старо Нагоричане, почитуван ВД градоначалник, почитувани пратеници, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Денес го одбележуваме пуштањето во употреба на патната делница Куманово-Страцин, која официјално ја ставаме во функција. Ова е уште еден успешно завршен проект во делот на патната инфраструктура, уште еден проект кој што е значаен за граѓаните, но и пред се за рамномерен регионален развој и за развој на економијата во овој дел од државата. Со пуштањето во употреба на магистралниот пат Куманово-Страцин, инвестиција вредна 12 милиони евра, го реализираме зацртаниот проект за реализација на коридорот 8 на патниот правец исток-запад. Вкупната должина на патната делница Куманово-Страцин е 31,2 км и се рехабилитира за прв пат после повеќе од 32 години, што значи дека во независна Република Македонија и Република Северна Македонија овој пат досега никогаш не бил рехабилитиран, никогаш не бил проширен и никогаш не изгледал така како што изгледа денес. Овој магистрален пат, кој што е дел од паневропскиот коридор 8, е од витално значење не само за овој регион, туку и за целата држава. Поврзувањето на локалните и регионалните патишта со главните коридори значи поврзување со соседните земји, со земјите од Европа, а тоа е наш стратешки приоритет. Мене ми е особено драго што истокот и североистокот, кои многу години беа заборавени, ги развиваме со модерна патна инфраструктура. Покрај овој магистрален пат, токму во овој регион, интензивно се извршуваат градежните работи на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, каде што дополнително со реконструкцијата и со проширувањето со дополнителна трета лента до граничниот премин Деве Бајер, на источниот крак ќе имаме комплетен патен коридор 8. Значи од најлошиот пат во државата, кој што водеше од Куманово до границата со Бугарија на Деве Бајер, сега ќе имаме модерен магистрален пат по кој што ќе се вози и побрзо и побезбедно. Овој инфраструктурен проект ќе ја направи нашата земја клучен транзитен центар на Балканот и ќе придонесе за економско јакнење на целиот овој регион. Проектите за заживување на овој регион, кои досега беа само на хартија, ги претвораме во реалност. И сето тоа е видливо на терен. Коридорот 8 заедно со коридорот 10D се најголемиот инфраструктурен проект во историјата на нашата држава. Она што е најважно е дека со потпишувањето на анексот за договорот со Европската Унија, што неодамна го потпиша министерот Бочварски, коридорот 8 станува дел од мапата на главните европски коридори на оската исток-запад, заедно со Италија, Албанија и Бугарија. Досега, коридорот 8 не беше на мапата на трансевропските коридори и благодарение на напорната и заедничка работа на владите на Италија, Албанија, Северна Македонија и Бугарија, конечно, овој месец се потпиша договорот, односно анексот на договорот, со кој што коридорот 8 е ставен на мапата на трансевропските коридори. Со оваа одлука на Европската Унија, со изградбата на коридорите 8 и 10D, нашата држава од кружен тек станува централна крстосница на Балканот и се позиционира на сообраќајната и економската карта на Европа. Со изградбата на овие два коридори за прв пат како држава воспоставуваме модерна патна врска кон запад и кон исток, а не како досега само на релацијата север и југ. Се поврзуваме со две пристаништа. Едното во Бургас, во Бугарија, и второто во Драч, во Албанија. Дополнително веќе потпишавме договор, односно меморандум со владата на Албанија, дека по изградбата на новото пристаниште Порто Романо ќе биде овозможено и изградба на суво пристаниште, односно на драјпорт во Струга, што дополнително ќе представува олеснување за сите наши компании кои што тргуваат во земјата, но и со земјите од Централна и Југоисточна Европа. Дополнително, преку поврзувањето со пристаништето во Драч, ќе имаме можности за поврзување со пристаништето во Бриндизи и со регионот на Италија, Австрија и другите земји кои што потоа се поврзани со коридори со пристаништето во Бриндизи. Оваа влада започна да ја реализира децениската стратешка определба на многу влади. Со изградбата на двата трансевропски коридори 8 и 10D
вложуваме во својата иднина и во иднината на нашите деца. Но и идните генерации кои ќе патуваат по модерни, современи патишта, побрзо, побезбедно, поврзани со светот. Новите модерни патишта се само почеток на можностите кои значат економски и развоен импулс за државата, кој уште повеќе се расте со изградбата на овие два коридори. Со реализацијата на двата коридори 8 и 10D предвидуваме нови 8.000 работни места, нови инвестиции од 1,3 милијарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ од дополнителни 2% годишно во наредните 5 години само по основ на изградбата на овие коридори. Отворени перспективи ќе има и за наши домашни компании кои ќе можат да се вклучат во реализацијата на овој историски проект кој ќе придонесе за равномерен регионален развој, подобрување на економското портфолио на државата и создавање поволна клима за нови странски инвестиции. Ќе се отворат можности за нови пазари, а новите делници ќе отворат и можности за нови бизниси, изградба на нови објекти од разни дејности, од бензински пумпи, хотелски капацитети, ресторани, одмаралишта, деловни објекти, но и нови компании. Тоа се дополнително нови можности за отворање на нови работни места и вработување на жителите од регионите каде што ќе поминуваат автопатските делници од овие коридори и магистралните патишта како овој, исто така низ овие коридори. Од друга страна, тоа се нови даночни приливи во државата од новите бизниси и дополнителни средства во буџетската каса за финансирање на функциите на државата. Овие инфраструктурни инвестиции во патната инфраструктура се траен влог во нашата иднина. Како што денес сме овде за да го заокружиме овој успешно реализиран патен правец, верувам и очекувам дека во рамки на предвидените рокови ќе го заокружиме и преостанатиот дел од патната мрежа на коридорот 8 и со тоа ќе обезбедиме модерни, безбедни патишта и подобри услови за живот на граѓаните кои транзитираат токму низ овие регионални магистрални патишта. За крај, упатувам честитки за успешната реализација и изградба на овој магистрален пат до Министерството за транспорт и врски, до Јавното претпријатие за државни патишта, до компаниите кои што работеа на проектирањето, изведбата, на надзорот на овој пат и им постакувам исто така успешна работа во довршувањето на другите делници кои што се прават, а тоа е еден нов, модерен магистрален пат кој што води од Страцин до Крива Паланка и проширување на третата лента до границата со Деве Бајер. Ви благодарам, посакувам многу успех, со среќа да се користи патот, да се отвораат нови фирми, нови работни места во практично мојот Кумановски регион. Ви благодарам.